Владата ќе одговори жестоко на сите провокации и обиди за дестабилизација, порачува премиерот. Христијан Мицкоски го осуди сквернавењето на државното знаме и додаде дека очекува вакви провокации во иднина, но апелира граѓаните да останат мирни и да не дозволат да бидат вознемирени, откако што рече, мала, изолирана и манипулирана група од оние кои ги штитат своите милиони. Ако мислите дека ова ќе биде изолиран случај, нема да биде. Очекувајте дека ќе има и во иднина, бидејќи како правдата пополека, но сигурно се доближува до криминалците и како правдата ќе затропа на нивните врати, така тие ќе стануваат понервозни, понетрпеливи и единствениот начин да го одбранат криминално стекнатиот капитал е токму вака, со манипулирање. Премиерот и честиташе на полицијата за навремената трезвена и државничка акција. Рече дека имали информација од вакви провокации ќе има токму на денот на албанското знаме, за што ги предупредиле и нашите стратешки партнери. И ако мислат дека се недопирливи, и ако мислат дека ова што го зборуваме не е вистина, мислам дека силно ќе се разочараат и ќе бидат сведоци уште во првиот обид за овие кои што во текот на вчерашниот ден беа приведени, но и оние кои што во текот на денот и деновите кои што следат, а кои што постојат докази за сторено кривично дело или прекршечно дело, ќе бидат исто така приведени и извадени пред истражен судија. Сквернавењето на знамето беше осудено од сите политички партии. ВМРО-ДПМН прстот го впери во СДСМ и ДУИ, ги обвини дека глумат загриженост, а истовремено подбуцнуваат групи да дивеат и да внесуваат раздор. Интегративците и социјалдемократите се спротивставени ставови. ДУИ тврди дека полицијата ги испровоцирала хулиганите да го запалат знамето, зашто неоправдано интервенирала, а СДСМ тврди дека МВР не направило доволно. Коалицијата вреди порача граѓаните да не дозволат да бидат инструментализирани од оние кои по губењето на власта го изгубиле и сопствениот пат. Осуди стигнаа и од ЗНАМ, ЛДП и Алијанса за албанците. Инак, Демократската унија за интеграција со месеци најавуваше протести, првин за балансерот, па потоа и за законот за јазиците. Очигледно планот да извадат луѓе на улица не им успеа, па преминаа на втора опција, потикнување етнички тензии преку провокации за да привлечат внимание и повторно да се факторизираат на политичката сцена. За ова уште пред неколку месеци предупредуваше и премиерот.